Еве нас повторно. Така, ова ни е наставна единица предвидена за учениците од 9-то одделение, функционални стилови. Што ќе научиме на овој час? Ќе научиме за што е тоа стил, што е стилистика, кои функционални стилови ги применуваме во секојдневниот живот, ќе научиме белезите, карактеристиките на функционалните стилови и начинот на нивната примена. Тргнеме од почеток. Што според вас може да представува зборот стил? Па некој посебен начин на изразување на мисли, на чувства. Начин на изразување на мисли, на чувства. Стилот можеме да го дефинираме како начин на примена, на користење на јазикот. Да. Од тука доаѓаме до заклучок дека стилистиката е наука која што го проучува стилот. Разликуваме два вида стилистика. Првата е литературна, која што ги проучува стилските фигури, односно тропите. Претходните часови споменавме за стилски фигури. И лингвостилистика, во која што спаѓаат функционалните стилови кои што денес ќе ги учиме. Од повеќето функционални стилови кои што ние секојдневно ги користиме, ќе наведеме или ќе наброиме неколку. Научен стил, административен стил, публицистички стил, уметничко-литературен и разговорен стил. Понатаму ќе разговараме за сите овие стилови. Прв ни е научниот стил. Научниот стил, што мислите, каде ние би го примениле научниот стил? Па во образованието? Во образованието, во науката, во просветувањето. И научниот стил има свои три подстила. Првиот е строго научен. Строго научен стил го применуваат специјалисти во текстови кои што се напишани за специјалисти. Можеме да претпоставиме во овие текстови се употребуваат, се применуваат научни факти, термини кои што дури и не се преведени. Се карактеризира со информативност, прецизност, логичност и се користи при пишување на монографии, дизертации, реферати и така натаму. Вториот подстил на научниот стил е научно-популарен. Овој се употребува во напишане од специјалисти, меѓутоа е наменет за неспецијалисти. Затоа овој стил е поедноставен, односно се применуваат повторно стручни термини, меѓутоа истите се преведени или пак се објаснети за да може оној од другата страна што ги чита да разбере што прочитал. И научно-учебнички стил се употребува за неспецијалисти. Обично се употребува за изготвување на учебници за учениците, има поучителен карактер, меѓутоа што е најважно за овој научно-учебнички стил? Што стилот кој што се применува или јазикот треба да биде во согласност со возраста на учениците, треба да биде во согласност со веќе наученото и треба да биде во согласност со веќе стекнатите претходни знаења. Овој стил, научно-учебнички стил, се користи во, рековме, во учебници, во учебни помагала, во прирачници и така натаму. Следен ни е административен стил. Административниот стил уште го нарекуваме и деловен стил. Зошто деловен стил? Затоа што говори, односно не ја представува деловната комуникација помеѓу две држави, деловната комуникација помеѓу луѓето и државата или пак деловната комуникација меѓу институциите или правните лица. Административниот стил има свои три подстила или подтипови, такви се дипломатскиот стил, дипломатија. Дали можеме да претпоставиме кога го применуваме дипломатскиот стил? Во дипломатската соработка или во деловната комуникација помеѓу две држави. Овој дипломатски стил го среќаваме во договори кои што се изготвуваат помеѓу две држави, спогодби, ултиматуми, декларации и така натаму.
и како специфични термини кои што можеме да ги слушнеме, вообичаено ги слушаме преку медиумите, се акредитив, комунике, гест на добра волја, тркалезна маса и така натаму. Претпоставувам дека голем дел од нив сте слушнале. Да. Вториот подстил е законодавно правен и овој се употребува во комуникацијата меѓу државата и граѓаните, вообичаено е застапен во законите, во решенијата, во пресудите, па како карактеристични зборови кои што може да ги сретнеме или сте ги слушнале, се зборот член, алинеја, анекс, осуденик, бранител, пресуда и така натаму. Затоа и го добил називот законодавно правен. И деловен стил, кој што се употребува во деловната комуникација на правните субјекти, велиме се употребува во канцеларија за деловно комуницирање на два правни субјекта. Како специфична терминологија на овој деловен подстил можеме да ги наведеме зборовите молба, жалба, барање, горе наведениот, долу подпишаниот и така натаму. Публицистички стил, сигурно ви е овој најмногу познат, затоа што го опфаќа стилот кој што се применува во секојдневниот живот, односно во медиумите, во телевизија, весник, радио, без разлика така дали се тие пишани или електронски медиуми. Овој публицистички стил ги покрива сите области од општествениот живот, областите од културата, образованието, политиката и така натаму, спортот. Овој стил го употребуваат новинарите. Во весници, во списанија, телевизија. Значи има и писмена и устна форма. Зошто? Затоа што се применува и на телевизија и во пишан медиум, кој што вообичаено е весник или некое списание. Јазикот кој што се употребува во овој публицистички стил е вообичаено постегнат, имаме кратки, појасни реченици, меѓутоа треба да внимаваме. Сите оние кои што го употребуваат овој публицистички стил треба да внимаваат и да го применуваат македонскиот литературен јазик. Овој стил има публицистичкиот има свои две функции, едната е информативна, а другата е пропагандна. Целта е на публицистичкиот стил некогаш и да го привлече вниманието на оние кои што се од другата страна. Важна е брзината на информацијата, како со која брзина информацијата ќе стигне дали до читателот или гледачот од другата страна. И исто така е важно привлекувањето на вниманието. Како ќе се привлече вниманието на телевизија или во некој печатен медиум? Ако стават некаков посензационалистички наслов, да Како обично речеме, видиме наслов. бомбастичен наслов кој што ќе не задржи, Напумпан да наслов. останеме и да видиме што понатаму ќе се случи. Публицистичкиот стил може да се подели на новинарски подстил, каде што спаѓаат репортажи, коментари, интервјуа, прикази и така натаму, и монографско-публицистички, каде што спаѓа монографија и фелетон. Тука се книги кои што се посветени на историски личности, на историски настани. Оној кој што ги пишува тие книги наведува историските факти, ги наведува историските личности, меѓутоа има право да изнесе и своји ставови кон нештото. Уметничко-литературен стил кој што се употребува најчесто во литературата, а зошто е уметнички? Затоа што дава посебна убавина на нештото. Како се постигнува таа убавина? Се постигнува со внесување на стилски фигури кои што даваат поголема визуализација, се внесува и фантазија дополнително. И можеме да кажеме дека јазикот на уметничката литература е поширок од литературниот, бидејќи во него имаме и примени на дијалектни зборови, архаизми, историизми, неологизми и така натаму.
Следен ни е разговорниот стил, тоа е стилот кој што го применуваме во секојдневниот живот, во секојдневната комуникација. Најчесто е во устна форма, меѓутоа може да биде и во пишана форма. Сега, што е карактеристично за овој стил? Што често пати знае да се посвети внимание на економичност, односно кратење на зборовите или кратење на фразите. Па така, ќе ви кажам еден пример. Наместо што, многу често знам да слушнам шо, кратење, меѓутоа внимавајте, тоа не е според литературните стандарди во македонскиот литературен јазик, затоа велиме дека е само разговорен стил, или пак кратење на или спојување, уствари може да дојде до спојување на два поима. Вообичаено учениците во училиште, јас како наставник по македонски јазик, немаат страф од мене, меѓутоа знам да слушнам, наместо да кажат доаѓа наставничката по македонски јазик, циркаат низ вратата и ќе речат иде македонски. Значи што правиме? Правиме спојување на два поима. Македонски како наставен предмет и македонски како наставник по македонски. Веднаш настанува тоа кратење на поимите. Во разговорниот стил, односно во говорот, ги изоставуваме и сите непотребни зборови и многу често знаеме некои зборови да не ги кажеме, туку да ги представиме преку мимики и гестови, односно преку невербалната комуникација. Ако одиме по улица и ако сретнеме некој пријател, знаеме да ја кренеме раката, што значи здраво, или да намигнеме повторно некој знак на поздравување. Тоа е таа невербална комуникација која што е карактеристична и за овој разговорен стил. И на крај ни се предвидени вежби да препознаеме за кој функционален стил станува збор. Сега младежов по кафики одит. Тамо дури спијат до сабајле. Од вечер до сабајле. Кафики одит младежов. Така, разговорниот стил. И во следново во еднодневна посета на нашата држава допатува висока делегација. Во текот на посетата беа разменети мислења за досегашната соработка. Ова е публицистички, така, вообичаено го сретнуваме во медиумите или при некои изјави. За домашна задача на учениците да пробат да размислат на одредени функционални стилови кои што се употребуваат во секојдневниот живот. Може дури да напишат некој есеј за истото. Да, и да си смислат различни реченици од различен стил. Да речеме да може да бидат како оние суди или луѓе што ги пишуваат законите и да си измислат реченици со во член тој дали неа таа и таа, така да си измислат нешто или пак да бидат дипломати и политичари кои што ќе патуваат во билатерална посета на друга земја. Сака што Марија, јас и ти да си го правиме викендов. Јас ќе играм една држава, ти друга држава и ќе си доаѓаме на посета и ќе си разговараме на тој дипломатски стил. Така. Ова е одлично. Исто така има многу интересна игра што јас како дете ја игравме ние по дома, кој за брзо време во речник или во лексикон ќе си најде ќе го најде зборот. Кажува нашите родители еден збор тој и тој и брзавме и за да кој побрзо ќе го најде во лексиконот одредениот збор. Значи имате за цел викенд, имате многу убави вежби, имате многу убави домашни задачи, многу активности кои што денеска ги видовме. Научивте многу убави лекции. Имате полн викенд за да ги повторите овие лекции и веќе од понеделник да почнеме со нов материјал кој што треба да се совлада. Така, Марија? Така, Елина. Ние овде завршуваме со ТВ училница. Ако има време, нека ни пуштат од режија уште некаква интересна содржина, дали тоа музика, дали што е да. Ако нема, супер, одмарајте, уживајте, учете, вежбајте, забавувајте се, танцувајте по дома, не се нервирајте, не живејте стресно, седете дома, сакајте се и се гледаме од понеделник. Чао! Чао, чао! Чао!